Традиционално по празникот Архангел Михаил граѓаните се подготвуваат за зимница, односно за поставување на кисела зелка и купување на прас. Денешниот пазарен ден побарувачката беше голема на овие земјоделски производи. 50 страга прас се продава за 200 до 400 денари, зависно од квалитетот. Цената е 400 динара. Тај по-што е слаб малку има и 300, има и 250, и 200, па и 100 динара. Ама убава цена има. Кој си работи празо, има многу сметка од празо. За квалитетот на празот, производителите велат дека најбитна е водата и условите во кои се одгледува. Има и поголем, па големина нема со планинска вода од централата. Од централата вода има. Реката убаво квалитет дава, многу убаво. Кој си работи, многу убаво има. А така нивите што стоат многу ми и на мене маки. Јас сум многу работила, убав прас искарува. Киселата зелка за расолница се продаваше од 10 до 20 денари за килограм. Цената за воње на вистината на нашите подушувачи кочанчани, да кажеме дека оваа година е по 15 денари килограм. Она е брзо продадена, бидејќи веќе после традиционалниот христијански празник Митровден се налага, празот е веќе наложен, сега наред е зелката и со тоа се заокружува обезбедувањето на зимницата. Цената не е скапа, беше 15 динара со висок квалитет. Зелката треба да биде тврда, цврста, набиена, така наречено, и да не е многу голема. Значи најдобра зелка е околу 2 килограми. Отприлика тука некаде 2 до 2,5 килограми максимално. Покрај зелката и празот на градскиот пазар во Кочани, граѓаните купуваа и други земјоделски и градинарски култури за поставување зимница, а цените на истите беа поволни, што значи дека кочанчани подготвено ќе ја пречекаат зимата.